пластично што добија компаниите кои вложија во приватно здравствено. На почетокот, во 2014, 15, 16, па и до некаде, мислам, до 2018, го гледам и Горан, затоа сакам да се вклучи, бидејќи он активно работи со клиенти на терен, премиите се движеа од 200 до 300 евра на годишно ниво по вработен, до 2018-19. И сега тогаш, на маса, кога вие ќе разговаравте со менеджмент на одредена компанија, бидејќи се уште немаше доволно искуство какво што има сега да луѓето видат што значи приватно здравствено пракса, менеджментот мислеше дали тие пари, кои не беше спорно дали ги имаат или ги немаат, они ги имаат дали викат да му ги дадам како бонус или да му купам приватно здравствено што ќе предизвика поголемо задоволство. Легитимна, да кажам, дилема на луѓе што размислуваат што е најдобро за својот вработен. Мојот аргумент, и тој мислам дека аргумент број 1, беше, и ќе го повторам сега, ако вие со 200 евра вложени за еден вработен, му возможите тој да користи услуга која чини 10.000 евра, тогаш кога најмногу му треба, а со 200 евра во текот на една година он квалитетот на живот не може драстично да го смени, не може ништо опипливо да направи. Тоа не се ни 20 евра месечно. Не се ни 20 евра месечно. Да. Вие кога ќе направите подобар избор? Со 200 евра на негова трансакцијска сметка или со 200 евра во купување на приватно здравствено осигурување? Можам да кажам дека тој аргумент многу добро беше прифатен од страна на компаниите со кои што јас имав можност да разговарам, меѓутоа и со луѓето кои активно го нудеа овој производ на терен, затоа што е стварно така. Вие практично на вашиот вработен му овозможувате пристап до услуги кои он не може да си ги дозволи. Ако он има просечна плата, да речеме, еве, во моментов, ако не се лажам, преку 700 евра, просечна нето плата, да не сакам да ме држи никој за збор, стварно не знам точно, предпоставка е дека тоа лице не може да плати болничко лекување од 10.000 евра. И токму таа бенефиција му ја овозможи работодавачот. Има ли разлика колку чини приватно, доколку сам клиент дојде и побара полиса за здравствено осигурување, или има некакви бенефиции доколку компанијата го прави тоа за своите вработени? И кратко, мислам, пластично да ни објасните што се покрива таа полиса, што се е влезено во таа полиса, што добиваат, што губат граѓаните и на што да внимаваат при потпишувањето на такви полиси? Осигурителните компании апсолутно го заживеа делот со колективно осигурување на вработени на компаниите, бидејќи за осигурителната компанија исклучително важно да има соодветна дисперзија на ризик. Што значи тоа? Тоа значи дека на осигурителната компанија е подобро ако дојде група на луѓе во ист момент, под предпоставка тоа се работоспособни луѓе кои одат на работа, извршуваат работни задачи, немаат посериозни заболувања, работодавачот не ги бира кого ќе осигура, кого нема да осигура, за разлика од кога вие пристапувате самостојно или индивидуално, прашањето е дали вие намерата да склучите договор затоа што имате високо развиена свест за приватно здравствено осигурување или потенцијално имате одредена потреба која треба веќе во првата година да ја активирате таа полиса. И осигурителните компании тука свесно маневрираа кон овој дел од пазарот, односно да обезбедат подобри понуди доколку фирмата одлучи групата на вработени да ја осигура, но знаејќи дека тоа не треба да биде само ексклузивно за самиот вработен, бидејќи тие вработени имаат и членови на своето семејство. И сега замислете вие во вашето семејство доколку вие уживате одредена бенефиција, а никој не ви овозможил да таа бенефиција проширите на членови. Така да кажете дека ги осигурувате членовите на нивните семејства? Некои работодавачи одат до таму, верували или не, може би звучи чудно, меѓутоа и самите они плаќаат дури и за членови на... Значи тоа би било 200 евра минимум плюс 20 Апсолутно, да, некои плаќаат само можеби за дечињата на вработените, меѓутоа, дури и во случаи кај што не плаќаат, вработениот може под истата понуда, која е многу различна од таа што е достапна комерцијално, самостојно да си плаќа за членови на своето семејство. И практично... Исто 200 евра или тука имаме други бенефити? 200 евра, јас тоа што го кажав, беше кога се развиваше пазарот, значи до таа 2018-2019. Сега чини таа полиса, што се ве покрива? Сега цените можам слободно да кажам дека се за 100% покачени, затоа што
трошоците во болниците и медицинската инфлација беше најмногу зафатена. Така. По мене, едно заради недостиг на кадар, второ имавме прилично, да кажам, сериозен удар и со струјата кој се стабилизираше, меѓутоа цените никогаш не се вратија на тие нивоа кои беа пред тие цени на струјата и нормално колку повеќе има недостиг на кадар, толку повеќе цените растат. Во моментот некоја просечна цена, ако треба да ја кажам, се движи од 350 до 400 евра по вработен. Била некои 2000 денари месечно. Отприлика По така ќе дојде. семејство, односно 8.000 денари за четворица И за тие- здравствено осигурување. Точно. Што добиваат со таа полица? Има ли старосна граница, ризици, заболување и слично?